Здруженијето Инклузива од Куманово регистрирало нерегуларности, но и попречување и оневозможување на гласачкото право на лицата со попреченост на локалните избори. Според председателката на Здруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Благица Димитровска, на ниво на државата, но и во Куманово имало повеќе пријави во однос на материјалите за гласање, сликовитите прикази за процесот на гласање и граничници. Само во неколку града во државата беа поставени, а во другите воопшто ги немаше, што беше повеќе од потребно за оваа категорија. Имавме пријава од Охрид дека жена која има телесна попреченост, односно десната рака не функционира, не е дозволено од исокот од прст да го стави со лева рака, така да со десната морала на некој начин да се мачи да си го оствари своето право на глас. Другото нешто е, имаше пријави од семејства кои имаат член со земена деловна способност, што не им беше јасно како да го впишат својот член во избирачкиот список, но понатаму до следниот круг ние ќе се информираме и за таквите работи ќе ги информираме. Од Инклузива се надеваа дека во вториот изборен круг потребните материјали Државната изборна комисија навремено ќе ги достави до општинските изборни комисии. Ние се обратиме и до општинската изборна комисија, но материјалите не беа пристигнати до нив. Не беше проблемот до избирачките одбори како до сега, туку од магазините на Државна изборна комисија не се пристигнати до општинските изборни комисии. Во нашата канцеларија преку телефонска комуникација и на мејл и на пораки пристигна околу 68 пријави за материјалите дека ги нема, кои се за поддршка на оваа категорија. И на овие избори непристапноста на гласачките места повторно се јави како проблем за лицата со попреченост. На денот на изборите до канцеларијата на Инклузива пристигнале 46 пријави за непристапноста, потенцира Димитровска.